Атанас, Маја, Катерина, Бојан. Имињата на овие деца ги измисливме, но нивните судбини се реални и далеко од сјајни. Тие се дел од многуте деца што останале или без родители, или без родителска грижа. Поминале низ трауми, какви што не треба да помине нито едно дете. Загуба на родители, па причини од сиромаштија, па причини од семени насилства, секакви има. Силана е веќе 12 години згрижувачка на деца. Таа и нејзиниот сопруг и синот се одлучиле да ги отворат вратите и да станат згрижувачко семејство. Јас сум се стварила како родител, како мајка на едно дете и секогаш мислев дека можам да дадам повеќе. Низ нејзина грижа поминуваат и поминале вкупно 15 деца. Ова не е работа, ова не е професија, ова е живот, ова е некоја мисија, нешто што те поттикнува се понатака да одиш. Концептот на згрижувачки семејства во земјава не е нов. Потекнува од 60-те години од минатиот век, но почна засилено да се развива од 2019 година. Со реформите за социјална заштита, фокусот се стави кон згрижување на малолетните деца во семејства, наместо во гломазни институции. Во земјава се формирани 3 центри за поддршка на згрижувачките семејства. СОС Детско село е еден од тие центри. Потенцираме на тоа колку е важно за развојот на едно дете да има индивидуален пристап, да се чувствува сигурно, прифатено, безбедно и колку е тоа поразлично отколку кога дете едно е згрижено во институција. Кога ги посетивме во нивната куќа во кругот на СОС Детско село, Силвана беше сама дома со 4 деца, што ги чува како своји. Денот ни започнува со сите утрински подготовки, одат во градинка помалите, поголемите во школо, ручек, грижата дома, значи како во биолошко семејство. За да се стане згрижувач, треба да се поминат обуки во кои се оценуваат и селектираат повеќе аспекти на кандидатите. Целта е децата да бидат во семејства каде ќе добијат соодветна грижа и правилен психофизички развој. Во текот на обуката ги запознаваме едните згрижувачи и со сите специфики во грижата за овие деца, со оној багаж што си го носат со себе, а кој што пак ќе има неминовно влијание врз нивниот социјален, емоционален развој, врз однесувањето. За разлика од посвојувањето, децата во згрижувачките семејства не остануваат за секогаш. Доколку се создадат услови, тие се враќаат кај нивните биолошки родители или пак во некои случаи одат и на посвојување. Но голем дел од децата остануваат во згрижувачкото семејство и до своето полнолетство, а некогаш и подолго. И тие понатаму мора да имаат некој што ќе се обратат, кој што ќе им помогне понатаму во заоставување во животот. Во земјава засега има 360 згрижувачки семејства, во кои живеат 608 деца. Но тоа што ги загрижува познавачите е што се зголемува бројот на децата кои остануваат без родителска грижа. Ке бидат во сериозен проблем децата кои што во моментот да речеме се во дисфункционални семејства, деца во големи ризици ако ние не обезбедиме поголем број на згрижувачки семејства. Загрижувачки се и причините поради кои тие деца остануваат привремено или постојано без грижа од биолошките родители. Покрај насилството физичко имаме сексуална злоупотреба на деца од близок роднина и член на семејство. Токму тука доаѓа умешноста и посветеноста на згрижувачите. Згрижувачот треба да биде цврст и јак и сите трауми на децата зашто ги сноси и он како и негови трауми. Како што секоја среќа го радува и го весели, така и секоја траума ја преживува заедно со детето. Од Министерството за труд и социјала велат дека ја следат ситуацијата со ризичните семејства преку центрите за социјална работа. Нагласуваат и дека доколку се забележи негрижа од страна на родителите и социјална запуштеност, тогаш детето се одзема и се предава во згрижувачко семејство. Во таа насока згрижувачите порачуваат: отворете ги своите срца за децата што останале без најзначајното, без родителска грижа. Да растат во една семејна и безбедна средина. Да пружиш рака и да примиш деца во домот свој е многу благородна и многу добра работа. Може ќе израснат еден млад човек кој што понатаму ќе се самостои, ќе се сабработи, ќе си има свое семејство, а доколку тоа не е можно, може да го чека сосема поинаква судба. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.